Јас се кажувам Кирил Тилев, председател на ОМО Линден, град Сандански, седиште. И таму... Каква е состојбата со македонците, како се остваруваат правата нивни во Бугарија? Правата на македонците во моментот си е както преди години. На времето Бугарија не дозволуваше да кажуваме, че сме македонци и нивото си е истото. Ние като организација ОМО Линден се бориме за правата на македонците. Имаме дела в Страсбург вече. 8 дела имаме спечелени в Страсбург, Меѓународниот суд, за да не регистрират, но бугарите одбиваат. Во моментот имаме 28 дела в Страсбург. Од тие 28, 8 са само на ОМО Линден, пак за истото. Пак за да не регистрират, пак да имаме право на сдружуване и бугарите се држат на своето. Нема македонци, нема и да има Бугарија. Колку македонци според вас живеат во Бугарија? Ние тоа не може да го кажеме точно, затоа што на пребројувањето нема графа македонец. Притискаат се. У села и градови дадени им се инструкции да не пишат македонци или во листовите пишат со молив и като си идат таму, как да го кажеме, од техните институции, поправат с хемикал, бугарин, всичко е бугарин. А иначе според ваши податоци, води ли некои податоци колку треба да имаме македонци во Бугарија? Некои велат, освен во Пиринскиот дел, дека голем дел македонци живеат и во Софија и насекаде низ Бугарија. Точно е. Сега според 1956 година, првиот попис, кога е бил, там се пишат 170 ли, там не съм точен, иляди македонци, но на следващото пребројување македонците ги нема вече. Малку са. Или сега на днешно време на тия пописи пише, ние сме около 1500 македонци. Сега как може в 1956 170 иляди некъде, сега 1500. Явно, че това е голем натиск в Бугария и ние го чувстваме. Преспански договор, добросъседски договор с Бугария, ние нищо не почувстваме в Бугария нещо, нашите права. Даже в момента, като тръгнем, правиме чествания на годишнини от Яне Сандански и дали сме кмето ни е разрешил, той разрешил ни по пат от никаква заповед, никаква нищо, пребръкват ни коли, проверяват ни документи, взимат ни знамения, ако носиме на тия 16 кракото слънце, българската полиция го конфискува без заповед, без обяснуване. Така под притиск ние си продължуваме, но борбата не спират. Ви благодариме.